беше пред 10 години, беше пред некои 6 месеци, 7 месеци, кога разговаравме, треба да биде високо квалитетна личност која што е почитувана од заедницата, како што разговаравме за сите други министри. Во тој момент, почитуваниот тогаш министер Арбен Таравари, сега градоначалник на Гостивар, беше едно решение подржано од сите етникуми, многу силно од фелата лекарска, од медицинскиот персонал и решение кое што буквално се очекуваше. Луѓето беа желни да го дочекат како министер. Јас со задоволство го прифатив тоа во разговорите, а го прифатија и другите коалициони партнери кои што го составуваат парламентарното мнозинство. Дознав преку медиумите дека лично тој одлучил да се кандидира за градоначалник на Гостивар. И слобода е, право е на секој човек да избере каде мисли дека најмногу може да им служи на граѓаните. Тој и претходно преку една прекрасна професија лекар им служал на граѓаните сигурно. Јас го прифатив тоа и дури во тој момент реков се надевам дека и нема да победи за да останеш министер. Заради тоа што навистина амбиентот беше одличен, позитивен за самиот министер, како почна со својата организација на раководењето со овој важен ресор. Но да напоменам, во разговорите не се водевме ние од точен број на пратенички места, кој колку е застапен во парламентот. Првиот услов беше личноста на човекот. Заради тоа што тоа ни е должност пред граѓаните. Автоматски тоа и осигуруваше или гарантираше дека никому не му следува по дефолт и самото министерство или самиот ресор. Од тој аспект, имајќи го делот на контрибуцијата во вкупната пратеничка структура, предлозите на кандидатите кои што се нудат, ние останавме со предлог за подпредседател за реформи. Реформите се најважна работа или преокупација на владата во овој период досега и периодот што предстои пред нас. Убеден дека со сериозните други ресори, кои што на пониско ниво беа распределени, можеме и текако да партиципираме заедно и во одговорноста и во она што значи реализација на програмата на владата. Од тој аспект, навистина жалам што не се прифати тоа место. И во суштина, законот дефинира што е реконструкција, што е пополнување на испразнити места. Потрошив како мандатор, иако веќе избран премиер, сепак јас го имам мандатот за пополнување на испразнитите места, повеќе од месец и половина, убедувајќи се да изнајдам решение за да ова коалиција продолжи. Ова го зборувам и да дадам одговор дека во суштина ги пополнив испразнетите места, тие што беа до тој момент испразнети и тие до тој момент за кои што постоја предлози. Го кажувам за да уште еднаш ја прифатам и вашата дискусија дека Алијанса за албанците ќе ги поддржи реформите, се што е добро за граѓаните на Македонија, се што е во интерес на нашата ЕУ и НАТО интеграција сигурно, и верувам дека преку плодна дебата никогаш нема да ги затвориме вратите на соработка. Јас ја сакам соработката со целата опозиција, сакам соработка и со партијата БЕСА, со ВМРО-ДПМН, со нивните коалициони партнери, затоа што сум убеден дека Македонија има една шанса која што не треба да ја пропуштиме. Навистина, првото полугодие од 2018 година е одлична можност, велам со одлична известност, тоа никој не може до крај да го гарантира дека известноста е 100%, но е одлична известноста, да после 12 години кандидатски статус добиеме датум за отпочнување на преговорите. Можно е да од самостојноста на нашата земја, кога сме аспиранти за НАТО, да ја отвориме автоматската покана која што ни е на располагање од НАТО алијансата. Навистина, покрај тоа, ние мораме да разговараме и со Грција, која што има проблем со нашето уставно име, но мораме да покажеме конкретна имплементација на реформите. Не само одлуки на влади, закони во собранието или слично. Мораме да покажеме соодветна имплементација. И на крајот на денот, сите сме согласни, тоа не е само заради ЕУ и НАТО. Тоа е заради нашите граѓани, кои што очекуваат подобар квалитет на животот, кои што покрај економскиот, ваквите реформски зафати ќе го овозможат каква квалитет. Така да и до ден денеска јас останувам со можност на отворени врати на соработка, заради тоа што прво треба сите да соработуваме во интерес на граѓаните, а се надевам дека многу брзо и политички ќе се најдеме да продолжат соработките помеѓу политичките партии кои што досега ја составуваа владата и беа дел од парламентарното мнозинство.